Почитувани, Ветон Груби купува, а Артан Груби плаќа. Вака некако изгледа врската во семејството Груби, а тоа најдобро се гледа по купувањето на дуќанот на улица Македонија од страна на Ветон Груби и на плаќањето за туристички услуги од државните институции со кои раководи Артан Груби. Или, математички тоа би изгледало вака. Ветон Груби купува за 6 милиони денари, а добива од државата или директно од брат му 1 милион денари. Практично, 1/6 од тоа што дал Ветон Груби си наплатил од Артан Груби. Ова се отворени сомнежи за кои институциите треба веднаш да реагираат, особено затоа што ова директно се коси со правните одредби од Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Доколку институциите не знаат по кој член треба да постапат, еве и тоа ќе го посочиме. Имено, во член 72 став 1 од законот е наведено дека службеното лице во текот на вршењето на позицијата е должно да внимава на потенцијален судирни интереси, како и да превземе мерки за негово одбегнување. Ако одиме подетално, во истоимениот закон постои одредба со која Артан Груби би требал да информира за потенцијален судирни интереси. Но тоа е невозможна мисија со оваа власт. Напротив, тие не се борат против корупцијата, туку се креатори на истата. Ветон Груби, како собственик на фирмата ЕТЦ Travel Doyle Скопје, наплатил туристички услуги во вредност од 1 милион денари од државни институции дури 8 пати. Се поставува прашањето дали целта била да се стигне до наплата од 1 милион денари или пак целта била по било која цена братот на Артан Груби да добие државни пари. А здисаноста оди дотаму што владата, чиј втор човек е Артан Груби, префрала пари на ЕТЦ Travel на Ветон Груби 3 месеци поред во 2020 година или пак во 2 наврати во временска дистанца од само 5 дена во 2021 година. Изгледа, важно е секоја година по неколку трансакции да има кон ЕТЦ Travel на Ветон Груби. Почитувани граѓани, дали овие информации не се доволни на Државната комисија за спречување на корупција веднаш, без одложување да постапи по истите и конечно да не биде институција која го констатира неправилното работење на власта, туку да превземе конкретни чекори. Зошто ДКСК веќе 3 дена молчи за овие сознанија кои се јавно достапни и објавени на алатката Отворени финансии, од каде се гледаат сите информации за изведените трансакции? Дали повторно Државната комисија за спречување на корупција ќе најде изговор дека немаат доволен кадар и средства за 5-минутна онлайн проверка на Отворени финансии? Додека сите надлежни институции молчат, СДС и ДУИ ги претвораат државните институции во поддружници на нивните фирми. Државниот апарат се користи за да се создадат добри бизнис услови за фирмите на луѓето од власта, а да се оневозможи развојот на сите други. Почитувани, за ова ќе следи одговорност. Ви благодарам. Повелете, доколку имате прашања. Ако може на одбора темата, владата каде да ќе покана да учествувате во работната група за измена на уставот, односно за составување на текстот на уставните амандмани, ќе делегира ли вашата партија членови и експерти во оваа комисија? Ставот на ВМРО ДПМН е јасен, нема да учествува во такви работни групи од причина што ова е нелегитимен процес и многу пати сме кажали и апелирале до власта да не се впушта во вакви процеси каде што од граѓаните нема апсолутно никаква поддршка. Дури по понудата на Мариќич, ВМРО ДПМН да го направи предлог текст. ВМРО ДПМН нема да учествува во работните групи и уставните измени нема да се случат во овој парламентарен состав по диктат на Бугарија. Благодарам.